Здраво, почитувани гледачи. Полека го заокружуваме проектот Еногастротуризам, тренинг програмата, која што е поддржана од Western Balkan Fond. Програмата беше наменета за различни профили на луѓе кои што се дел од винската индустрија и имаше за цел и за задача да им понуди знаење, нови знаења, но и практики за како подобро да го имплементираат еногастротуризмот во нивните земји и нивните региони. Денеска со нас е Јаким Митревски, кој што е хоспиталити менаџер на винаријата Тиквеш. Многу ни е драго, Јаким, дека оваа сесија ќе можеме малку да поразговараме за виното, за нашата преубава земја и за тоа како можеме да ги покажеме на еден поавтентичен начин нашите природни убавини, меѓутоа и традиции, бидејќи кај нас, нели, виното е длабоко вкоренето во нашата традиција. За почеток, што е еногастротуризам? Здраво, Сандра, здраво на сите. Едно големо благодарам до овој проект кој што овозможува да, за жал, ова многу малце прочуено зборче еногастротуризам да се малце расшири и да го запознаат гледачите. Што е еногастротуризам? Јас ќе се навратам од почетоците, односно како почнува целата таа приказна и што е туризам и што е турист. Турист е човек у суштина кој што сака да шета, кој што сака да запознае нови култури, кој што сака преку локална традиција да запознае други нации, други култури. Па од тука и потребата да се патува и нештото да се разгледува. Има некои кои што сакаат да разгледаат нови места, нови погледи, некој сака да осознае малце повеќе преку храната, преку виното и од тука потребата за тој да се развива тој еногастротуризам. Преку еногастротуризмот најдобро може да се дознае за еден идентитет на еден народ, односно храната, традицијата на храната, нивното вино, а виното влече све од таа клима, тоа подрачје, каква клима има во таа локација и што све може да даде таа земја на едно вино. Таква ни е Македонија. Македонија сите знаеме каде се наоѓа и на која точка е. Може комотно да парира на многу други региони низ земјава, низ светов, Тоскана, Бордо, Напа Вале и така натаму. За жал, многу малце познато како информација и како факт. Јас се повеќе се соочувам со наши млади сограѓани што ја посетуваат Тиквеш винарија со желба да осознаат малце повеќе. Они веќе имаат некакво искуство, меѓутоа за жал интернационално. Они биле во Тоскана, посетиле некои други вински регии и за жал не се запознаени дека овде во Македонија имаат 10 Тоскани. Дали сметаш дека младите генерации треба повеќе да ги обучиме и повеќе да им ги покажеме тие традиционални вредности и што се кај нас постои како можност и како потенцијал во однос на винската индустрија и еногастротуризмот? Туризмот е најмоќната алатка за да може нештото да се промовира, така да може и е наша вина. Кога велам наша, велам за оние сите кои што сме во винската индустрија. Не сме толку, можеби, дале акцент на тој вид на промоција. Меѓутоа, да, фали таа едукација. Младите не се ни свесни, не знаат дека сакаат. Да. Кога ќе дојдат и кога ќе поминат една полудневна екскурзија, да речеме, во Тиквеш винарија, они тогаш осознаваат што е и зашто е и каква е таа винска култура овде во Македонија. Тоа е некако и глобален тренд, зборам кон младите луѓе кои што можеби малку се подистанцирани од виното, меѓутоа
тука мислам дека е моќта на еногастротуризмот, бидејќи тоа е алатка веќе што почнува да се користи во стариот вински свет, значи од Франција до Италија, па така и кај нас. Имам впечаток дека многу повеќе туристи имаме сега и многу повеќе луѓе кои што бараат таков алтернативен туризам. Што според тебе се некоите трендови кои што може да ги примениме, да си ги земеме и да ги адаптираме за нашите простори, за исто така да си ја промовираме и нашите вински региони и така натака. Така, кога веќе спомна алтернативни форми на туризам, винскиот туризам, каде што испаѓа еногастротуризмот, секако е една од тие алтернативни форми на туризам. За да може една таква форма на туризам да биде успешна, нас ни треба масивен туризам. Македонија има една врста на масовен туризам, тоа ни е Охрид. Тоа ни е нашиот менталитет, односно гостопримливоста што има Македонија, привлекува доста туристи. Станува се повеќе атрактивна како таква. Доста има туристи кои што доаѓаат, нас ни останува само да ги насочиме како тоа да го доживеат, како да допрат до винскиот туризам во Македонија. Денеска имаме доста моќни алатки од социјални медиуми, веб страни, но и имаме доста потенцијал да искористиме туроператори од надвор, да се посетат што повеќе саеми за туризам, да не се оди само на саеми за вино. Таму може да го представиме виното, да ги представиме нашите награди, да си го потврдиме она што веќе добро го знаеме, меѓутоа за да дојдеме во контакт со оние луѓе кои што можеби не се толку вински ентузијасти, но сепак сакаат да посетат нешто различно, нас ни треба учество на тие саеми за туризам. Социјалните медиуми може да си го направат своето. Денеска имаме алатки преку тој геолокацијски маркетинг да уловиме све што денеска во нивните алгоритми има некогаш напишано вино, тестинг, дегустација или така натаму. Може штом ќе стапнат овде во нашава држава да бидат уловени токму на тој начин да пробаме да ги испрезентираме сите работи. Па всушност и тоа е еден од глобалните светски трендови, да се на некој начин употребува технологијата за напредување. Значи да ги искористиме тие алатки кои што ни нудат многу можности. Токму така, и помладите генерации, они најчесто тоа што ќе видат на некои од овие социјални медиуми и веднаш кројат плана. Денеска е многу лесно, има толку лесни конекции да се оди да се посети нешто. Ете, биле во Тоскана, биле во Бордо, биле Алсас, биле насегде по Европа и они се воодушевени тоа што го виделе таму. И одеднаш, и колку и да не се вински ентузијасти, кога он ќе отиде таму, ќе му се направи таа цела приказна, а туризам не е ништо освен добра приказна, а ние имаме. Ние не треба ништо да измислуваме. Ние имаме традиција во тоа. Јас често знам да го наречам и Тиквеш како културно наследство во тој дел, затоа што веќе 140 години е таа традиција и таа желба и љубов кон виното. Така да нас приказната ја имаме. Треба само да ја споделиме. Пак ќе ги спомнам, туроператори, меѓутоа не треба да се заборавиме и себе. Пред ме праша околу тоа како да земеме примери од другите. На неколку пати во неколку моменти сме разговарале со стручни лица од таа област, дури и дојдени од надвор, кај што они пробуваат да ни кажат како треба. Јас можеме само да размениме искуства, зашто не можеме да ги земеме нивните примери, затоа што нивниот народ таму, еве ќе ја земам Италија, имав можност да разговарам со еден експерт во еногастрономијата и винскиот туризам од Италија. Тој народ таму веќе живее, идентитетот им е таков, они се винска нација. Ти дете да прашаш на улица, он знае дека дедо, тато, прадедо правеле вино и од тука таа алтернативна форма на туризам таму им е многу позастапена. Така да многу полесно ти ако имаш па чак и мала винариичка, ти многу лесно ќе дојдеш до туристи. Тука е и тоа што го спомена претходно, дека
сепак и бројот на сите туристи кои што доаѓаат тука влијае. Значи тој масовен Апсолутно. туризам не е подеднаков за нас и за Хрватска, на пример, или земи кои што се Тој што е дојден во Охрид, да го види најчистото езеро, нели најстарото езеро, ти треба да му го привлечеш вниманието. Он не знае дека имаме такво вино. Така да со една дегустација, со некои многу минимални промотивни реклами, да речеме, може да се дојде до тоа. Но нашава приказна веќе ги надминува рамките и границите на само вино. Значи мора да понудиме искуства. Тоа е она што ја променува играта. Знаеш како? Во дестинацијски менеджмент, тоа е една област која што долго време ја негувам, не само тука, туку и надвор. Во тој дестинацијски менеджмент има 3 важни точки. Тоа е првата и главната работа за која што туристот би дошол. Во нашиот случај, ако е вински туризам, он ќе дојде за вино, нели? За да види и за да осознае. Меѓутоа, пропратно, покрај таа прва и главна точка, има уште 2, а последната е најважна. Втората се сите услуги, што може ние пропратно да ги послужиме. Така. Односно, не само кај што може да проба вино, туку кај што ќе може да јаде нешто со тоа вино, кај што ќе може да преноќи, па утре дента уште една тура. Впрочем, тоа економски ќе вклучи повеќе актери од... Затоа влегува во тој дестинацијски менеджмент. Ти менаџираш, односно креираш една цела понуда и ги вклучуваш сите локални чинители. Може да биде многу одржлив развој. Винскиот туризам спаѓа во онаа точка кај што е како одржлив развој. Значи, тука се уклучуваат после тоа мали производители, семејни винари, може да се дојде многу лесно до некој да отвори нешто ново, значи продавница да ги продава сите тие разноразни пропратни бизнеси. Апсолутно бизнис. И третата точка, како најважна, тоа е local identity, односно идентитетот. Мора ние да знаеме. Па и куварот во кујна треба да е свесен дека ние сме винска. Дали мислиш дека претходно спомна саеми за туризам и така натаму? Дали мислиш дека недостасува можеби малку знаење за како тоа најдобро да се направи или буквално од лозарите до што се вика Апсолутно. Тоа е еден глобален проблем. Јас на неколку средби со тие лозари, јас за жал не гледам само 60 плюс во години. Значи младите тоа веќе не го перцепираат како нешто што би можело нив да им помогне. А доколку го направиме како туризам, како форма на туризам, он утре ќе сака да го одгледува тоа лозија не само затоа што ќе му даде вино, туку ќе биде и дестинација за да некој дојде таму, да направи дополнителен профит од тоа, па ќе се грижи за тоа лозија. А инаку како да направиме, како да стекнеме знаење, најубаво во оваа индустрија, туризам, е да се отиде на тие такви места. Така. Нема книга што можева да те научи. Треба да се отиде. Еднаш на тој саем на туризам, еднаш на некој поспецифичен, мал локален настан за вински туризам. Нека биде тој Франција, нека биде тој Италија, нека биде тоа во регионов. Еве, ајде да не одиме далеку. Јас мислам дека исто така многу големо влијание има асоцијации како што е Вина од Македонија или групации на повеќе винари или угостители или луѓе кои што се бават со еногастротуризам или различни форми на туризам, да одржуваат баш ваков тренинг како што беше овој, каде што можат да се вклучат луѓе, каде што можат да чујат разни искуства од експерти за извори на финансирање, за практики или за било кои други работи кои што мислам дека се повеќе од потребни. Значи треба што почесто да се одржуваат вакви тренинзи за да може да се сподели ако ништо друго знаењето. Апсолутно. Јас лично, како домаќин на Тиквеш винарија и Тиквеш Шато Домен, стојам на располагање било како. Дали по социјални медиуми, дали лично да се дојде во винарија Тиквеш. Јас имам желба и најчесто и така ме познаваат за некој кој што ќе почне да говори за тоа
нема крај. Значи нека дојдат слободно, јас несебично ќе споделам и ќе им помогнам во тој дел. Тоа е препорака и од мене за гледачите, дефинитивно. Фала ти. А плюс има и во денешно време доста методи на финансирање кои што може да помогнат. Wines of Macedonia прави нешто кој што прави нешто кој што ретко може да се сретне. Буквално ги вклучува сите оние мали семејни винари да можат да се истакнат па и на тие саеми за да може да се дојде до нив. Тоа е наредното прашање што може малку да го продискутираме. Како Македонија со и целиот Балкан всушност, како цел овој регион да се стави на мапата? Кои промотивни активности можат да не стават на светската мапа, не само како нашите производи, нашите вина кои што и како заслужуваат место помеѓу светските великани, добри. Да, меѓутоа и искуствата кои што ги нудиме тука. Па она што го спомнав во дестинацијскиот менеджмент, третата точка, односно локалниот мајндсет. Првично ние треба да се убедиме дека тоа го имаме, за да после успееме и да го пренесеме. Мора да си го гледаме прво сопствениот двор, за да го гледаме после тоа надвор на комшијата и така натаму. Трендовите во винскиот туризам се многу поразлични. Италија, кога говориме за вински туризам, одма пред очи ви доаѓа некоја камена куќарка, некои лозја осветлени од сонце, златникава боја, такви некои зелени, високи брези, патчиња, некој Fiat 500 тука што се движи. Одма имате некоја слика за вински туризам. Но зошто имаме слика? Затоа што дури да не сме биле, сме го виделе негде. Па апсолутно, го има сегде, токму тоа. За Франција можам да кажам дека они имаат еден многу поаристократски вински туризам. Начинот на кој што се дегустира. Но тоа е на некој начин е брендирањето на самата земја. Тоа е заеднички напор. Да, заеднички напор. Они Италија го вреднува на еден друг начин, многу по фестив, многу по во етно стил, многу по народно да речам. Французите го доживуваат винскиот туризам, како што кажав, многу по така аристократски, тие дегустации се сите така во некој шатоа, во некои замоци. Додека Италија ќе најдеш на некој буре надвор, некој тревник, они тука пијат вино, имаат и балсамико, имаат и маслиново, имаат целата култура си ја покажуваат. Кој е идентитетот на балканскиот регион? Како може да ја раскажеме нашата приказна? Трендовите кај нас одат нагоре. Ние спаѓаме во помладите, односно не помладите, грешка, во неоткриените. Такви се и Јужна Африка, да речеме, има доста добри вина. Ние, Балканот, воопшто, имаме можност, треба само да си ја креираме, да ја унифицираме каква ќе биде нашата приказна. Значи, заедно, целиот Балкан треба да направи напори, да се соберат сите оние кои што имаат моќ да ја движат оваа приказна и да договориме како ќе одиме понатаму во винскиот туризам. Франција се такви како што се аристократија, Италија се слободни во тој дел, американците одат веќе на тоа иновации, маркетинг и покрај тоа што немаат толку да речеме многу вино, ама успеваат некако да си ја промовираат таа култура. Шпанија, Португалија одат многу на тоа сладко вино, храна многу зачинета, помладалачки, точно видиш како се доживува некојаш. А ние имаме потенцијал да ја покажеме и самата традиција. Значи ја има, постои од храна. Сите кои ќе дојдат тука, они се воодушевени од јадењето. Да. Значи имаме све. Дали мислиш дека вмрежувањето или единството или заедниците од самите мали региони до покрупно, до цела земја, па до цел Балкан. Например, колку значат? Бидејќи во една од тренизите, еден од експертите спомна дека во Франција гледаат секогаш да се вмрежуваат во ист регион, да има повеќе винари, бидејќи на туристите има многу поедноставно, ако веќе се таму во тој регион, да посетат повеќе винари. Што мислиш за во тој концепт? Ние веќе тој концепт ни е географски олеснето. Македонија
Има едно винско подрачје, тоа е Тиквешкиот регион, кој што се протега од Велес негде до Демиркапија, покрај самото Повардарие. Од региони, да. меѓутоа, да. Добро, али тука е концентрирано. Сакам да кажам, може да биде дводневна тура и да се посетат доста места, да се ноќева во некои од тие структури кои што имаат и за ноќевање. А да, точно, тоа е многу полесно што за движење на самите гости, што да може да посетат, што е поголем број винарии и да го искусат она стварно што може. Пошто у суштина, за да ти остане тоа во сеќавање, да направиш добри меморис, што би се рекло сега, нели по ново, не е доволно само да отидеш негде да го видиш тоа, туку треба да го доживееш. Треба некој да ти направи да доживееш буквално све нешто што има во оваа чаша вино. Да го осетиш тој тероар, односно да осетиш почва, земја, сонце, зошто е тоа различно, зошто ако расте 1000 метри е едно, ако расте на 250 метри е друго. Сите тие работи кои им се дадат како информација на еден гостин. И на крај, ќе ги подкрепи со добра храна, добра атмосфера, добра музика, а нас тоа не ни фали, тие секогаш си одат задоволни. Принцип, ние сме махери за добра забава. Мислам, тоа не ни фали. Да. Добро, дали имаш уште нешто ете вака да споделиш или некои искуства или нешто што би сакал да го пренесеш? Јас можам само да порачам да си ја сакаме многу повеќе нашава култура. Не само винската, пошто веќе тоа после повлекува све. Дојдете, посетете ги сите овие винари, нека може ќе откриете дека у суштина не сте знаеле дека ќе сакате нешто од ова. Не спомнавме дека и домашните туристи се... Па токму и тоа, јас се повеќе се соочувам кога имам гости во винарија. Најчесто се наши што носат странци. Нели, кај да ги носиме сега овие, ајбе ќе идеме у Тиквеш винарија. Нашите луѓе, они остануваат воодушевени, викаме, ние не сме знаеле, ова вака стварно ние имаме толку, да. И тоа не се случува само во винската индустрија. Сум имал можност да работам на проекти на дестинацијски менеджмент и Крушево ќе го спомнам. Вика, ја последен пат на екскурзија бев. Истото се случува и за Тиквеш винари. Мене истото ми се случи неодамна. Јас сум ги посетила многу пати сите винари. Меѓутоа еве сега пред месец ден имав прилика да прошетам по повеќе винари и како се влегува во тој неготински регион, само треба да се трнеш од главниот пат. Тоа се такви полиња, такви лозја, мислам, навистина не е воопшто полошо од било кој регион во Италија или Франција или било каде. Навистина е прекрасно. Они имаат една, ние 10. Но мора тоа некако да го прошириме. Сите заеднички да направиме напор за овој регион да го пробиеме. Апсолутно. И да ги покажеме нашите потенцијали. Уживајте во виното и да знаете каде и да одите, носете си по едно македонско вино, нема да се посрамите. Нема да се посрамите никак. Јаким, ти благодарам премногу за денешниот разговор. Мислам дека беше кратко, но навистина корисно и се надевам дека доколку барем еден човек го натераме да стане и да отиде да прошета по нашите вински региони, би било успех. Благодарам и на тебе, Сандра, па ете, ги чекам сите во Тиквеш винарија да ја откриеме таа винска традиција и тоа културно наследство. Ајде. Живели.